Епизода 4. Потешкоти на планетата. Сонцето Аурелија продолжуваше да зрачи со необична топлина, а на површината на Терра првите знаци на катастрофалните промени стануваа се поочигледни. Главните градови беа погодени од нередовни магнетни бури, кои предизвикуваа хаос и прекини во енергијата и транспортните системи. Реките се излеваа, а вулканските масиви покажуваа зголемена активност. Во главната лабораторија за изградба на Вселенскиот брод, екипата на Елијан Ривера се соочи со први сериозни потешкоти. Огромниот прототип на криокабините, кој требаше да стане срцето на бродот, не успеваше да одржи стабилна температура. Дури и најмали дефекти можеа да ги загрозат животите на патниците во иднина. Секој дел што го градиме е како слушувалка, рече младата инженерна Кира Солис. Но не можеме да најдеме стабилност, се додека природата се бори против нас. Додека тие работеа, неочекувано се појави огромна магнетна бура над градот, уништувајќи дел од електронските системи и делумно уништувајќи дел од лабораторијата. Тимот мораше да реагира веднаш, спасувајќи прототипи и системи. Ова е само почеток, рече Елијан, со очи полни решителност. Планетата се менува. Ние мораме да се прилагодиме побрзо отколку што мислевме. На површината, граѓаните почнаа да се соочуваат со реалноста на првите катастрофи. Поплави, прекини во снабдувањето со вода и храна и нестабилни енергетски мрежи. Дел од населението стравуваше, други се противеа на евакуацијата, тврдејќи дека ова е природна флуктуација на Аурелија. Не можеме да чекаме повеќе, рече доктор Лисета Корал кон екипата. Секое одложување претставува ризик. Ако не го завршиме бродот на време, целата мисија ќе пропадне. Додека ноќта се спушташе, Мара го следеше Елијан низ урнатиите на оштедените лаборатории. Се распаѓа околу нас, рече таа. Дали навистина можеме да го направиме ова? Мораме, рече Елијан. Се што сме изградиле, се што сме научиле, сега зависи од тоа колку брзо можеме да се справиме со овие предизвици. Не смееме да се откажеме. Следниот ден екипата почна со втора фаза на изградба, имплементирајќи нови системи за стабилизација на криокабините и заштита од климатските катастрофи. Но со секој напредок опасностите на планетата стануваа поинтензивни. Елијан знаеше дека секој изгубен ден може да значи крај за човештвото. На крајот на епизодата камерата се оддалечува од градот, прикажувајќи ја планетата како разиграна мрежа од светла, уништена од природните промени. На хоризонтот Аурелија зрачи се поинтензивно, символизирајќи го растечкиот притисок врз човештвото и неизвестноста што чека на нив. Елијан стоеше над ридот, гледајќи го градот во хаос. Ова е само почеток на потешкотиите, му рече Мара, но ние мораме да продолжиме.